Има ли економска логика секој месец да трошите меѓу 500.000 евра за такси? И наместо да купите свој автомобил, одлучувате и во следните години да ве вози приватна компанија. Ова прашање пред 5 години го постави тогашниот пратеник во собранието Благоја Стојановски, но тоа не се однесуваше на рационализација на патни трошоци. Дилемата представуваше сликовит приказ на тендерите на Елем од 2010 до 2012 година. Државната фирма Електрани на Македонија за само 2,5 години подели 140 милиони евра на приватни фирми, кои за возврат копаа и носеа јаглен за рек Битола или пак ангажираа механизација за најголемиот енергетски комплекс. Стојановски го вклучи алармот затоа што во годините пред 2010-та овие трошоци биле многу помали. Имаме рапиден пораст на трошоците, например само по овој основ, ако ги споредите претходните години, десетици пати се покачени трошоците за ангажирање на надворешна механизација. Производството на струја со години паѓа, мислам дека оваа година е на рекордно ниско ниво. Така да нема друго објаснување, освен неадекватното работење, непрофесионално, трошоци имате зголемени за вработени, за ова воопшто да не збориме. Понатаму, веројатно поради лошиот јаглен, трошоците за мазут кои што мора да го подпомагаат ова производство се многократно поголеми. Ако беа барем малце домаќини, ќе размислува во друга насока, ако им треба таа механизација, пак ќе кажа, 3-5 пати ќе купија повеќе од колку веројатно што ја користат таа механизација на надворешните извори, ќе го решат тој проблем. Објаснувањето на Елем тогаш беше дека трошоците се зголемиле. Се отвориле нови рудници кои се подалеку од термоелектраната или пак во старите јами почнало да се копа подлабоко. Ако купеле нова механизација, таа била многу скапа за одржување, а имало и ризик да стане непотребна за кусо време. Неодамнешната отворена истрага за случајот труст во рек Битола, кој тежи 17 милиони евра, го реактуализираше прашањето како акционерското друштво во сопственост на државата ги троши буџетските пари. Истрагата на тимот на Јанева вели дека 3 фирми – Трансмет, Силекс Неметали и Вато – добиле тендер за ископ или транспорт на јаглен, иако ја немале во својата сопственост потребната механизација. Тендерот кој е предмет на интерес на СЈО бил реализиран токму во периодот 2010-2012, кога пратеникот Стојановски пресметува 140 милиони евра трошоци. Можеме да направиме една паралела во однос на случајот Колура, кој што беше во соседна Србија, кој што беше оквалификуван како грабеж на столетието. Само за една споредба се работеше за 130 милиони евра, кои што беа потрошени во период од 8 години за ангажирање на надворешна механизација, додека кај нас се работи за склучени договори во вредност од 140 милиони евра за само 2,5 години. Значи, чисто како една споредба, така да оправдани не може да бидат никако, а дали за законски или незаконски и во која насока е сето таа работена, веројатно тоа треба други органи да утврдат, кои што не знам дали до сега воопшто влегле, освен овој случај кој што го произлезе од работењето на СЈО. 360 степени провери и дојде до заклучок дека ангажирањето приватни фирми за ископ и механизација продолжило. Во периодот 2013-2016 година до Бирото за јавни набавки се стигнати известувања за договори вредни вкупно 160 милиони евра. За ископ и транспорт на јаловина или ангажирање на механизација за потребите на рек Битола.
При тоа, од овие 160 милиони, околу 105 милиони евра се потрошени за ископ. Од нив, најмногу или околу 56 милиони евра добила фирмата Пелистер од Битола, во која еден од собствениците и менаџер е екс-градоначалникот на Битола, Силјан Мицевски. Компанијата Трансмет на Сеат Кочан, за која СЈО сега води истрага, добила околу 40 милиони евра, а Марковски компани, исто така од Битола, добила околу 10 милиони евра. Интересно е дека за разлика од другите години, 2015-та е единствената година кога воопшто не постојат трошоци за ископи. Година која случајно или не, се совпаѓа со објавувањето на така наречените бомби на СДСМ, од кои една беше токму за ваквите тендери во Елем. Вчера се видов со Кретовчанецот. Со Кретовчанецот, од Кратово. Да, добро, јас. Се видов и со тебе? Да, беше кај мене разговаравме, му дав. И се видов и со оној од Битола, што има кола Сеат Ибица, знаеш. Сеат Ибица. Да, добро. Да им помогнеш некако. Па ево денес Они кажува дека најверојатно оној Страшо и тој Битучанецот дека ќе за тоа, да. Таму сигурно ќе се пријат, ама му реков јас дека може он слободно да се јави, да направи некој конзорциум да се јави. Најбоље е ти тоа да го организираш, да е предвидливо. Они се вака збунети, не знаат што да прават. За ангажирање дополнителна механизација во периодот 2013-2016 година. Елем на тендери поделил 52 милиони евра. И повторно, меѓу оние што добиле најголем дел од колачот, се Марковски компани и Пелистер. За големите трошоци и сомнежите што ги отвораат, екс-пратеникот Стојановски ги алармираше јавноста и институциите преку пресконференции, презентирајќи бројки и анализи. Ако се изземе случајот Труст, кој беше отворен неодамна од СЈО, не е познато дали неговите наводи некогаш беа предмет на интерес на редовното јавно обвинителство што го предводи Марко Зврлевски. Да направите на ревизија и контрола, да видат навистина дали машините тие работат, дали се евидентираат, како што е процедурата и дали и тука можеби нема некои сумнителни работи, бидејќи во Колубара повторно ќе се наврата на тој случај, беше откриено дека машините работеле например 25-26 часа во денот. Или машини од 10 тона носеле по 20 тона. Да речеме најобична фирма која ќе побара поврат на ДДВ, веднаш ќе пратат инспекции за трошење на стотици милиони евра, а не направите ниједна проверка, се кажува. Не треба да се многу мудри да заклучиме за што се работи. Минатата година АД Елем ја заврши со 14 милиони нето добивка. Дел од тие пари се задолжителни резерви според Законот за енергетика. Со дел од нив ќе се покријат загубите од претходните години, а со преостанатите пари, компанијата ќе влезе во инвестиција за купување механизација. Најавуваат дека запира досегашната пракса за набавка на опрема од надворешни фирми. Досегашното ангажирање приватна механизација за ископи, компанијата го правда со тоа дека третиот блок во РЕК Битола би бил надвор од функција. Паралелно, тоа генерирало поголеми трошоци, бидејќи за да се постигне нивото на производство од претходно, потребно е ископ на повеќе јаглен. Новиот проект на електрани предвидено е да чини 65 милиони евра. Изработени се физибилити студија, проект и тендерски спецификации за набавка на ваква опрема. Во моментот сите тендерски документации се во Советот за јавни набавки и чекаме мислење од нив. Ако дадат позитивно мислење, веднаш по формирање влада, АД Елем може да продолжи со оглас за барање кофинансиер банка на проектот, односно сите кои неофицијално доставија понуди да ги официализираат. Но тоа во овој момент е невозможно поради политичката ситуација во Македонија.